Дека оној кој што дава, кој што дарува од љубов, која не бара за возврат и воедно сведочи за слободата на човекот кој што љуби. Значи, љубиш без пречка, љубиш без да добиеш, односно без да имаш корист. Сестра Ефимија, кое е прашањето од рајот? Од рајот, што доаѓа? Не е прашање, туку една констатација. Кога стана збор за тоа кого да викнеме да зборува на тема пријателство, првиот човек на кој што ми падна на памет беше Елена. Заради тоа што нашите заеднички пријатели знаат да кажат дека она скока во оган за своите пријатели. Ама преска го кажа тоа малку попрецизно. Она е джамбас. Джамбас за своите пријатели. А верувајте ми дека јас низ годините сум се молела да се промени човекот, да зошто бе Боже не стане подобар човек, тоа сум го зборувала. Самата нормално сум се обраќала кон Бога да го промени кон подобар човек. Затоа што јас ништо не добивам ако него му се случуваат лоши работи, што имам јас од тоа? Оној кој што дава, кој што дарува од љубов, која не бара за возврат и воедно сведочи за слободата на човекот кој што љуби. Секој однос мора да се гради како една кула. Секогаш им зборувам дури на верниците, сретни се со другиот, поразговарај. Можеби ќе си заминете неразбрани, ама нема да заминете исто отколку пред да се сретнете и да се запознаете. Еден цел период се размислував каде јас погрешив, бидејќи видов промена на односот на тие двајца кон мене. Всушност пријателството се гледа, се наоѓа токму во предизвикот, кога другиот твојот пријател има навистина предизвик. Добре дојдовте во најновата епизода на подкастот Смисла. И овој пат ќе зборуваме за смислата на нешто што навистина има смисла. На нешто што ги обременува нашите односи, ги регулира нашите односи, многу значи во нашите односи. Овој пат ќе зборуваме за смислата на пријателството. Пријателството како однос кој што е еден од најдлабоките, најфундаменталните, најдревните, но во исто време еден од најкомплексните. Живееме во свет во кој што се мерат виралноста, влијанието, односите меѓу луѓето, користолюбието, во кој што моменталната добивка е всушност најмногу на цена. Поради тоа страда, би рекле, и пријателството, односот меѓу нас. Каде е границата меѓу тоа дали постои вистинско пријателство во кое што се дава, а не се бара ништо за возврат, или пак не се очекува само да се земе? Каде е таа граница меѓу однос кој што подразбира честност, љубов, сепредаденост, или пак се работи само за едно користолюбие, односно за едно очекување наспрема искреност, за едно разочарување наспрема жртвување. Од христијанскиот аспект би рекле дека пријателството е однос на љубов, во кој што во слобода го љубиш другиот, не очекувајќи ништо за возврат. Но што отец Бобан кажува психологијата во врска со меѓучовечките односи, односно со релациите кои што луѓето ги градат помеѓу себе. Нешто кое што е навистина многу блиско на онаа христијанска перспектива за меѓучовечките односи, а тоа е дека другиот е критериум за мојот духовен раст, односно преку другиот јас ја градам мојата емотивна стабилност, преку другиот се градам како личност и го етаблирам собствениот идентитет. Од друга страна пак, во социологијата имаме нешто малку пошироко, нешто кое што го зафаќа и го гради целото општество. Социологијата вели дека од меѓучовечките односи често зависи и квалитетот на самото општество. Меѓутоа тука се поставуваат низа прашања. Предпоставувам дека ние многу ќе ги поставиме во оваа епизода. Така е, во оваа епизода токму сакаме да одговориме на тоа, нели, што се случува со пријателството кога тоа станува средство. Кога вложуваме, а не добиваме ништо за возврат, кога се чувствуваме дека сме искористени, дека сме заменети, дека сме заборавени, едноставно дека кога пријателот ни треба, тој за нас не е тука, а ние сме биле тука за него кога ние не му сме му требале. Значи, во оваа епизода од Смисла ќе говориме за тоа што е и какво е вистинското пријателство. Каде е границата меѓу љубовта и користолюбието, како да останеме човечни кога не ни е возвратени. Добре дојдовте во Смисла. Имам овој пат
чест да најавам една личност која што ќе кажам дека ја познавам, може би не толку длабоко и не толку присно, но сепак ја познавам и од рамките на моето детство, на моите рани години, но и до ден денеска сретнувајќи се. Зборувавме во една од минатите емисии за средбата и ќе кажам дека средбата со оваа личност е секогаш драга и исполнета. Се мислев за тоа како да ја најавам и во договор со сестра Ефимија рековме дека ќе кажеме само еден збор или една кованица која што звучи најавуваме една јавна личност. Мислам дека сето тоа го опфаќа тоа што е таа и нејзината професија, но и сиот товар што го носи тоа да бидеш јавна личност. Да, во јавноста има и предности, но има и товар кој што може да го понесеш и те како. Ја најавувам овој пат со нас Елена Ристевска. Добре дојде. Добро ве најдов. Добре дојде, Елена. Добро ве најдов. Она кое што го кажав или со кое што те најавив, го има видено низ твојата биографија, нели, како јавна личност дека си се соочувала со придобивките на тоа да бидеш, еве да речеме, славна, иако ние славата не ја подразбираме од тој аспект, но и да го носиш товарот, нели, на тоа, затоа што не секој те перцепира пријателски, ќе зборуваме овде за пријателството, нели? И секој на различен начин го мери она што го покажуваш, она што го зборуваш, она со кое што зрачиш и така натаму, но она кое што го кажавме и за мене и за сестра Ефимија е навистина подеднакво така примено во односот со тебе дека се работи навистина за пријателски однос. И уште еднаш ти благодариме за тоа што те прифати да учествуваш и да зборуваш на една тема за која што навистина сметаме и знаеме дека имаш големо искуство, така што уште еднаш добре дојде во смисла и во смислата за пријателството. Благодарам, поубава најава до сега. Никој не ми направил, да бидам најискрена. Толку полна со убави зборови. Благодарам прво на вас за поканата, бидејќи јас во последно време, последниве неколку години не прифаќам толку многу мои јавни појавувања, што од овие причини што ги набројавте, придобивки, што од некои, не се тоа загуби, меѓутоа некои моменти на мали падови поради некои лошо срочени кратенки од изјави, бидејќи тоа не се изјави мои, туку тоа се мали кратки некои делчиња, кои придонеле да се запрашам дали сакам секаде да учествувам, меѓутоа јас вас не можам да ви одбијам. Дефинитивно пред да каже Ефимија зошто баш на оваа тема зборуваме и зошто баш јас тука на овој подкаст, јас прво ќе кажам од мој аспект, многу ми е драго и прифатив без да се двоумам, ќе потврди сестра Ефимија, бидејќи и двајцата ве познавам, секако поубаво, подобро, па да кажам на некој начин по пријателството, нели? Okay. Пред се пријателството, потоа ќе ја кажам тука и верата. Меѓутоа сестра Ефимија секако си ја знам од манастирот Рајчица, каде што навистина постои рај. Јас ќе кажам, нема да кажам дека одам често и слично да звучи така клише, меѓутоа едноставно тој што бил знае каков рај постои таму, помеѓу сестринството, тоа е нешто посебно. Тој што не бил треба навистина да појде да види за каква енергија зборуваме, бидејќи се што не движи е енергија, нели, пред се. Сакам да кажам за отецот, ние се знаеме од една црква во аеродром каде што вие служите и јас морам да кажам дека навистина од прва ми се допадна вашата енергија. И како всушност јас доаѓам во таа црква секој 19 декември, си го одбележувам денот Свети Никола, некоја фамилиарна наша поранешна слава, иако не ја преземавме како слава, сепак некоја традиција си задржавме јас и или мајка ми или и двете. Знаеме да дојдеме, да си го светиме лепчето, да си го поделиме во фамилија помеѓу најблиските и така чисто сакаме тој ден да си го одбележиме на тој начин. Секогаш се погодуваше да бидете вие таму. Оваа година исто, повторно на 19 се сретнавме и ми спомнавте за подкастот и навистина ја бев изненадена бидејќи јас не знаев дека постои, не пратам премногу. Меѓутоа денеска ми потврдија дека сте биле навистина многу гледани, што ме изненади позитивно. Нас ни е драго. Не, тоа и не е целта, нели, не гледаноста сама по себе, туку еве, ако успееме со искуството кое што го имаме и самите ние со сестра Ефимија, но и преку гостите кои што ги каниме, нели, да допреме и да одговориме
на она кое што навистина представува, би рекле, современи предизвици во денешното време и во секојдневието на човекот. Сестра Ефимија, кое е прашањето од рајот? Од рајот, што доаѓа? Не прашање, туку една констатација која што преќе, така сакав да ја кажам. Ја имам честа со Елена да споделувам некои заеднички пријатели, и кога стана збор за тоа кого да викнеме да зборува на тема пријателство, првиот човек на кој што ми падна на памет беше Елена. Заради тоа што нашите заеднички пријатели знаат да кажат дека она скока во оган за своите пријатели. Ама преска го кажа тоа малку попрецизно. Она е джамбас. Джамбас за своите пријатели. Да. Па јас морам да кажам дека ние со сестра Ефимија, бидејќи подолго време се знаеме и баш се познаваме веќе, можам да кажам после толку години, тука пред се ќе кажам дека јас најискрено, од најчисто срце, пред се те гледам како моја пријателка, па потоа и како свето лице или како монахиња и секако дека сето тоа е и поврзано помеѓу нас. Мислам, не може да оди едно без друго, меѓутоа, да бидам најискрена, многу често сакам да чујам што има да каже сестра Ефимија, таа да сподели нешто со мене, отколку јас да земам сега да си ги кажувам маките. Ке си ги знаеме една со друга. Тоа е пријателство, тоа иде заедно. Меѓутоа, без разлика на сега кога ќе ја видам, сакам незе да ја видам, сакам да ми сподели искуство, каде била, што било, како било, на која тема работиш, нешто ново, бидејќи поактивна, јас мислам од тебе нема. Ама сега кажи како ние почнуваме да го броиме времето со тебе. Од 3 натаму. Од 3 сати натаму. Од 3 сати натаму. Тоа веќе може да се каже. Така што можеме да си докажеме секогаш. Така што, драги гледачи, очекувајте без 3 часа да не завршиме. Да, добро, ама пак за жал тука не можеме премногу да кажеме, ќе се потрудиме, јас мислам. Ќе се фокусираме. Колку можеме да сме фокусирани. Добро, во најавата некако го излеговме во пресрет на теолошкиот аспект, би рекол, на пријателството, некако го подгризавме, тој термин да го употребам, дека за христијанскиот пристап, дека христијанството, дека пријателството не подразбира, би рекле, договор, туку е дар, и тој дар се обвиткува буквално во онаа кое што е суштина на дарот, а тоа е љубовта, дека оној кој што дава, кој што дарува од љубов, која не бара за возврат и воедно сведочи за слободата на човекот кој што љуби. Значи, љубиш без пречка, љубиш без да добиеш, односно без да имаш корист. Еве, во разговорот со сестра Ефимија, во подготовката за овој подкаст, таа ме потсети, нели, на христијанската перспектива на пријателството, за тоа колку значи да се потрудиш и да поднесеш жртва за пријателот, кога тој не може и не е во можност, и дека всушност пријателството се гледа, се наоѓа токму во предизвикот, кога другиот, твојот пријател, има навистина предизвик. Тука доаѓаме до на кое што од секогаш било тема, но денеска особено е и ние не можеме да најдеме начин како да возвратиме на тоа кога пријателството не е одговорено или не е возвратено, особено во моментите кога нам ни треба пријателот, кога ние страдаме, кога ние сме во предизвик, кога ние поднесуваме, нели, жртва. Со сестра Ефимија се потсетивме токму за еден настан од Евангелието, го спомна таа со фатениот кој што пријателите го односат кај Христос да биде извлекуван. Многу народ чека пред куќата за да се изврши на секого од нив чудото од Христовата љубов, и тие не можејќи да се пробијат низ таа толпа од народ, решаваат да се качат на покривот на куќата, да го размонтираат, да не биде фантастично, да објасниме дека куќите во тие средини се градени од плитар, кал, слама и така натаму, така што не било чудно да го направат ова, да го направат овој процес, тешко, не било тешко, да. Буквално го разоткриваат кровот и го спуштаат со јажиња фатениот кој што лежи на својот одар, и Христос, гледајќи ја нивната иницијатива, така многу добро го срочивме тоа во тој момент, тој збор, иницијативата на пријателството, нели, вели, го излекува човекот заради таа иницијатива или заради таа љубов на пријателите. Ајде сега, колку оваа теолошка перспектива денес не образува или не поттикнува или не насочува нас во пријателството, да се жртвуваме за ближниот, за другиот, да бидеме инспирирани за него.
Точно е дека во христијанството стои тоа дека треба да љубиш без да очекуваш ништо за возврат. Кога би очекувал за возврат, тогаш не би било љубов, тогаш би било некаква калкулираност, нели? Некој пазар. Тогаш калкулираме, некој пазар имаме, тогаш значи очекуваме за возврат. Нели кога нешто ќе купиме, тогаш очекуваме нешто да ни се даде од тоа што сме го купиле. Меѓутоа, моабетот е што во поновиве времиња, особено што не може човек сам да функционира. Имаме и друг факт, исто така од христијанството, дека сами, да, се раѓаме и сами умираме, меѓутоа, ни стекот на животот нас не требаат и пријателите, и блиските, и тоа се докажало милион пати. Верувам дека и меѓу вас, во монаштвото, и добро, секако во свештенството, се докажало дека ако не си помагате, ако немате еден тим срочено, дека тоа монаштво може да се распадне или дека таа црква нема да функционира како што треба, вклучувајќи го секој еден дел од црквата, и тој што ги продава свеките до оној кој што се грижи за црквата, а исто така и свештениците кои ја водат. Меѓутоа и во свештенството особено, каде што, тоест монаштвото, каде што имате едно сестринство, каде што прв пример треба да ни биде тоа пријателство и другарство помеѓу нив, треба да ни биде на нас пример како ние треба во светот, како да кажам, во светот, нели, така викаме за луѓето што живеат, што не се во монаштвото и што живеат во останатиот живот, како да кажам. Нас ни е пример секогаш, нели, таа една убава енергија помеѓу монасите пред себе, ќе кажам, една убава енергија во едно место, па потоа мислам и помеѓу луѓето кои живеат во неа, а секако дека луѓето ја креираат. Значи самите сестри, например, во Рајчица, ја креираат таа убава енергија. Секако дека постои и таму, бидејќи сите сме луѓе, да се разбереме, без разлика кој одлучил да биде монах, кој не. Ние сите имаме свој карактер, имаме на некој начин и своје воспитување од, да речам, од детството и така натаму. И сите ние носиме некој свој темперамент. Преска се насмеавме дека влегов како торнадо со мојата брза енергија, дека Ефимија возврати со тај енергија. Значи, ние сите носиме една енергија. И таа енергија се подразбира дека кога ја даваме, бидејќи тоа е исто така љубов, не зборуваме само за материјалното. Значи, љубовта која ја даваш, љубовта со која што го гледаш пријателот, која би требало да оди безусловно од нас, на некој начин очекуваш почит. Можеби не очекуваш не знам колку тоа да биде возвратено, бидејќи ти одлучуваш, нели слободата имаме ние. Јас одлучувам да ја сакам сестра Ефимија, да го сакам тој што ми е партнер, да ги сакам сите. Крвното сродство како сестра, брат, родител, тоа се подразбира дека ние треба да се сакаме и почитуваме. Меѓутоа, пријателите сами си ги одбираме. И тука, кога јас сум одбрала да го сакам тој пријател, па природно е дека очекувам па минимум почит. Не мора да ми помогне, меѓутоа барем да не ми одмогнува. Мене тука ми е секогаш грижата и тука ми постои еден конфликт во пријателствата. Да бидам наискрена, не сум била секогаш воодушевен од онаа почит што во одредени моменти не сум ја добивала. Имало моменти кога сум била разочарана, јас сум се давала 100%, сум добивала многу мал процент за возврат. Ама пак ќе кажам, не сум барала материјално. Бидејќи некаде сум помогнала материјално, некаде сум се дала, сум била тука во 3 часот по полнок. Тука сум била за некој да го ислушам кога имал некаков проблем. Меѓутоа јас не сум барала да, јас сум и малце и позатворен тип во последниве години. Болките, тагите самата си ги преживувам, самата се борам да излезам од нив, меѓутоа на секој еден му треба понекогаш па и 2-3 збора да ти ги слуша некој, убав збор да ти каже, па можеби некојаш ќе ти даде надеж. И тоа е дел од пријателството. Меѓутоа, за жал, како одат времињата, како што кажавте, во новиот модерен свет, сето ова е очајнички во многу голем пад. Значи, немаме реални искрени пријатели. Говорам сега општо, меѓутоа кога ќе зборувам како јавна личност, уште полоша е ситуацијата. Голем дел од пријателствата се базирани кај мене на база на тоа што некој сака малку да штипне или да украде од јавната личност Елена. Значи не од она што е вистински пријател, туку од она што е јавна личност. Многу тешко се живее знаејќи дека луѓето не те гледаат само приватно онака како што ти нив им се даваш. Бидејќи јас сум јавна личност сега за овој подкаст за гледачите, јас сум јавна личност за сите останати освен за пријателите и тие кои што ми се најблиски, нели? Јас сакам приватно тоа што сум така да ме гледаат. Меѓутоа сум била многу пати изгорена, пак ќе кажам, минимумот сум го барала. Минимумот се мисли на она што ви го кажав,
нематеријално враќање на она што јас сум го давала во сите можни облици. Сега сум била разочарана, пријателства од 15-16 години кои траеле. Дури во одредени моменти, извинете што сум долга во ова, меѓутоа темата ми е слободна. мене ме погодува многу и затоа сакам да сум баш онака целосно да опфатам се што мислам и што чувствувам. Имало моменти во кои моите родители ми викале немој премногу да се даваш во пријателствата, заради тоа што денешните пријателства не се поголеми и побезусловни од родител, од сестра, од нас. Значи јас сум одела буквално, ако ми верувате, до другарка да ми биде поблиска од мојата сестра. Да се скарам со маж или со родител заради другарка. А тие само сакале да укажат каде некој греши во однос на мене, нели? Елона, гледаш ли дека ова не е добра другарка за тебе? Имаше ситуација каде татко ми на смртна постела и ми вели за една другарка, ми вика, ова не ти е другарка. А знаете дека луѓето кога пред да заминат на оној свет малку повеќе чувствуваат од нас и многу поискрено гледаат и пофокусирано ги гледаат и почисто ги гледаат нештата. Па и нашите пријателства и се, значи рачунете колку тоа беше тешко за мене кога го слушнав од мојот родител, а замислете тоа во тој момент јас така не го гледав. Подоцна сватив точно што сакал да каже. Меѓутоа јас сум се борела за пријателствата повеќе од крвното сродство, повеќе од партнерот со кој што сум била, и ќе кажам било грешка можеби заради тоа што сестра моја, мајка моја, родител, па и моја внука, кај нив нема искалкулирано однесување. Кај нив тоа е природно. Безусловноста е природно, луѓе. Тоа е, не може да биде нешто да ми дадат за да добијат. Тука нема калкулација. Тука сте едни за други, постојано. А пазете, секако дека најмногу си помагаме едни со други. Дека во секој момент тука ќе биде за вас сестра или зборуваме за се, има екстремни случаи. Се зборувам за од типот на родители и на сестра кои што сум имала нормални односи. Да, во тешки моменти, например, има летово еден многу тежок момент во кој единствено сестра ми беше тука 24 часа. Да, и другарка исто така беше тука за мене, и сите останати пријатели и познаници беа тука, се слушавме сме, меѓутоа да бдее над вас, само може мајка, сестра да бидат безусловно 24 часа тука до вас. Тоа сакам да ви кажам дека низ годините сменив мислење за пријателствата, не викам јас дека немам, јас имам премногу пријатели. Јас се уште се давам безусловно, јас многу си ги сакам луѓето. Јас кога ќе почувствувам оваа енергија, јас се давам, повторно се давам 100%, меѓутоа овој пат не очекувам. Не очекувам премногу за возраст. Малку ако добијам, јас сум пресрекна заради тоа што сум добивала и големи удари, а сега ќе добијам малку добри, на мене ми е тоа како светост. Значи, има два типа на луѓе, ќе им дадете еден прст, ќе ви ја земат цела рака, и има луѓе кои што ќе им дадете прст, ќе ви поклонат две раце, не една рака. Така што тоа сум го сватила и така живеам. Така, да. Сакав чисто да те прашам колку тоа тие, да кажам, урнисувања кои што си ги доживеала во тие релации со останатите те промениле, меѓутоа ти самата го одговори тоа прашање, дека на еден начин си израснала во тие релации, давајки се и при тоа не очекувајќи ништо, што е една многу повозвишена димензија, еден многу повозвишен пријателски однос. Затоа баш ме радува. Така, баш како што кажав исто, дека ако не ти помогнат, нели велат не е грев да не ти помогне или да не помогнеш некому. Поголем грев е или грев се рачуна само ако некој ти одмогне. Јас, верувајте ми, очекувам барем да не ми одмагаат во животот. Не мора да ми помогнат. Јас сум толку многу со машка енергија, толку многу самата сум навикната се да правам. Фала му на Господ, секако и си имам и многу блиски луѓе, партнери, и родители кои се тука да помогнат, меѓутоа јас сум навикната се на своји плеки да носам, што велат, и така што јас само очекувам барем да не ми одмагаат. Барем не мора непријателот на иста маса со мене да се седне, толку барам, или не мора да се одмагне, да се зборува за мој грб или да се прави нешто. И да се има онаа искреност, нели, во односот, која што е многу важна. Така, за мене е некако поприфатливо некој да признае, да истакне дека не може да ми се најде во дадениот случај. И тогаш знам
нели на кого можам да сметам, што не значи дека не ми е пријател и понатаму, но веројатно секогаш ние треба да имаме предвид дека и тој можеби нешто преживува и доживува во дадениот момент. Не можеме само заради една ситуација, например, да урнисаме пријателство кое што траело, не знам, 10, 15, 20 и повеќе години и така натаму, но сепак, ако има повторливост на нештата, тогаш патиштата се оддалечуваат. Денеска некако еве и низ разговорите со луѓето кои што доаѓаат и на исповеди и така натаму, особено кај младите, постои таа болка, постои таа дилема, не се подготвени да сменат друштво или пак да напуштат друштво, да сменат или да напуштат пријател. Да, се случува меѓу нив ништо и вели, ама ние сме 20 години, 25 години заедно, како сега да се разделиме? Дали постои вистина во тоа дека ако дојде моментот до тоа треба да го направиме, отколку да се измачуваме едни со други заради стажот во пријателството што го имам? Не мора да значи. Моето искуство покажало дека може да имам пријателство од 15, 16, 20 години и да го запознам некој пред 6 месеци или година дена и да имам поголема блискост и побезусловна љубов отколку тоа пријателство кое само има стаж. Моето искуство го покажало спротивното. Меѓутоа, од друга страна, за да се растури едно толку долго пријателство, прво треба многу љубов и труд за да трае и за да се одржи, а во исто време, за да се растури едно такво пријателство, според мене, треба многу нешта да се нагомилаат и да се соберат. Треба едниот многу да преќути, а може би и двајцата, многу работи да подголтнат за да за една глупава ситуација или за една ситница тоа се растори. Такви биле и моите приказни, каде што се растурило подолгорочно пријателство. Нештото се собирало. Не е тоа нешто што преку ноќ јас така се разбудив денеска, тој нешто денеска ми изгрешил. Тоа е баш тој повторливо однесување кое довело до тоа да едноставно на една црвена линија што ја велиме, секој ја има, да се разбереме, колку и да се опростливи или да попусливи и светите лица, ќе кажам и свештениците и монасите, и кај вас постои една црвена линија. Ама во однос на секој, не само во однос на блиските. Кога таа линија ќе се помине, и кога еден човек цело време простува, ти можеби нема да се скараш, можеби нема тоа да биде како бомбастично прикинување на тој однос. Кај мене во мојот почувствува таа заладеност, ќе се почувствува со кој начин оддалечување. Јас ниту сакам да сум конфликтна, да се разберем. Меѓутоа само се повлекувам. Тоа е мојот начин. Сега не значи дека јас тој човек не го сакам, едноставно ние можеби карактерно не сме еден за друг. Можеби сме се толерирале ради карактерите. Едноставно јас си барам мир во последниве години, имам 40 години веќе ќе полнам оваа година. Јас на вистина во овие 40 години што се не јам истрпено. Секакви драми од другарки, од што све не сум преживела, и искрено верувајте ми, во сите односи барам мир. Но тој тренд на вистина е неразбирлив. Кога едно долгогодишно пријателство, се случува нешто, нели, ќе настане тоа заладување, тоа оддалечување, и кога одеднаш пријателството како по вокација, како по некој закон, мора да премине во непријателство. Да. Зошто? Значи, едноставно, патиштата ни се разидуваат, ако повторно се сретнеме, добре дојдени сме, можеби не со истата енергија како што некогаш била, но еве не можам да ја разберам, иако сум свештеник, иако навлегувам во психологијата на луѓето, не можам да ја разберам таа димензија, дека секогаш на пријателството мора да се врати ако се растурило со непријателство. Јас тука имам ваква една мисла и да бидам искрена, не ми се случувало често тоа. Јас ако сум се оддалечила, не значи дека тој човек ми станал непријател, меѓутоа имало такви моменти. Тоа се изолирани случаи во мојот живот. И ќе бидам искрена, кога некој премногу го сакате, тоа чувство, тој интензитет на љубов кој го давате, и веројатно и пожртвуваност, и љубов, и во секоја смисла грижа кога давате за некого, ама тоа и во партнерските односи, и во сите останати односи, не само пријателството. Мислам дека кога нешто ќе пукне, единствена контрастна реакција на тоа интензивно чувство не е тоа омраза, ама е непријателство. Нели, кога некој ќе се почувствува издаден, леле, јас толку и се дадов, јас толку правев се, почнува таа личност да ја мрази. Тоа е истиот интензитет, тоа нема некоја средина. Знаете кога станува сеедно? Кога некој веќе не го ни сакате. Да, кога сме емотивно дистанцирани. Кога сме емотивно дистанцирани, тогаш ви станува сеедно, се раздалечувате едноставно, ниту имате проблем со тој човек, едноставно тоа е тоа. Меѓутоа, еднакво во позитивна и негативна или плюс-минус
да кажам, чувство на љубовта е омразата, така што и во партнерство сум видела такви ситуации каде што премногу ќе се сакаат двајца, потоа кога ќе се раскинат, Премногу се мразат. премногу се мразат или ќе се разведат, то толку љубов, толку многу си штетат. Просто јас мене исто ми е несватливо ден денеска. Меѓутоа, во моите случаеви, кога јас сум се оддалечувала, било заради тоа што не дека не сум ги сакала тие луѓе. Ми се случило, знае и сестра Фими, имам еден таков близок случај кај што стварно била блиска личност за мене и се, меѓутоа, многу терсен е карактер. И јас сум го толерирала колку што сум можела. И сега има една граница која кога ќе се надмине на вистина во тешки моменти јас да се расправам со другарка, нуди токму таа перспектива на границата и христијанството. Знаете, она што ете така ми се чини дека можеби треба да го поентираме, да го спомнеме во овој дел од дискусијата е начинот на кој што Христос ги перцепира своите ученици, нарекувајќи ги пријатели, иако знае дека еден од нив ќе го предаде, точно. А дека останатите за време на страдањата ќе се разбегаат. Да. Okay. Значи, ако размислуваме за тоа какви треба да бидат односите помеѓу нас, можеби треба да се осврнеме и на овој момент, заради тоа што во односот, особено помеѓу Христос и Јуда, ни се покажува најсовршената форма на пријателство. Христос во ниту еден момент не го одвои својот ученик и својот пријател од останатите негови пријатели и ученици. Он сам се одвои во оној момент кога реши да го напушти, односно да го предаде. Така што, да, ова е тој момент за кој што говоревме и претходно и отец Бобан и ти, Елена, дека кога човек ќе ги надрасни тие димензии, тие адолесцентски димензии, пријателски димензии, доаѓа до моментот дека склопува пријателства и останува искрен, транспарентен, честен, љубовен, толерантен до крај со своите пријатели, се до оној момент додека другата страна не реши сосема да се одвои од другата страна. Јас да бидам искрена, имам уште една, моја теорија, можеби не е христијанска или некоја општа, јас имам... Тука сме да слушнеме различни аспекти, така што воопшто биде слободно. Дека не можам да бидам јас ни добра пријателка или другарка со останатите, доколку не сум си пред се и на себе си добра пријателка. Точно така. Ако јас одам против себе, за да помогнам на другиот, како што сум одела да се разбереме во одредени моменти, да си уништам патување заради тоа што некоја другарка или другар направил некаква драма, подлегнал на некакво однесување кое не личало, не доликувало, па сум вадела ситуација, па сум помагала, па сум се трудела и така натаму. Значи јас сум одела против себе. Ако јас одам против себе, јас на себе, значи не сум си добар пријател. Ако јас пред се не се заштитам себе си од некакви такви однесувања скандалозни, па и како јавна личност, јас да пазам 40 години, да не направам никаков скандал, да не го нарушам прво името на мојата фамилија, значи пред се она што ме воспитале, да бидам пристојна и нормална и да дадам убав пример на своите фанови. И сега јас ако заради пријател земам или пријателка да правам нешто што не е во ред, а излезам во јавност и во град, и тоа утре некој го сними или го слика, јас исто така одам против себе и против сето она што го градам толку години. Затоа мислам дека ако одиме против себе, тогаш тоа не е добро, тогаш веќе не сме ни ние добри пријатели према другите. Така. Заради тоа што јас ќе простувам, ќе се случуваат ситуации, ќе имам такви предавства, како што имал Исус со Јуда и слично, меѓутоа не значи дека Бог не го сакал Јуда, јас не значи дека јас дури ако ми верувате, ова може ќе звучи на обичниот народ ќе звучи чудно, на вас нема да ви биде чудно. Јас се молам за непријателите. Така тоа е нешто највозвишено на светот. Бидејќи јас не мислам лошо. Тие можеби мене имаат проблем со мене, јас немам проблем. Сето дека ми се живи и здрави, сите јас зошто би имала проблем со други луѓе, како да ви кажам, јас сакам никој мене да не ме чепка, како ме чепкаат мене, тука имаме проблем. Меѓутоа јас што имам јас со тугите животи, со тугите работи, тугите нешта. Од аспект на кога
се доведе во ситуација еден од моите најголеми непријатели, може би 12, 13, 14 години против мене јавно даваше лоши искази, ме напаѓаше апсолутно без никаква причина, од моја страна немало, ниту проверил тој човек дали јас навистина сум направила, сторила, рекла нешто. Јас ниту во еден момент не се одмаздив, ниту дозволив некој мене да ме одмазди. Ниту сите околу мене побудалуваа, да се разбереме. Имаше моменти кога сите беа не спија моите дома поради некоја објава или поради нешто. Меѓутоа имаше момент во кој јас само вака си велам, јас нема да си направам на себе грев. Ако јас него му сгрешам, себе ќе си направам грев. Вратени од камен на каменот со камен. Така. Тогаш веќе што менува. Одмаздолюбивост нема. Јас станувам иста како моите непријатели, така. Така, и таа перспективата на совршената љубов која што вие ја наметнавте е токму тоа, нели, да умееш да покажеш пријателство кон своите непријатели. Како? Да. Пријателство, покажаното пријателство кон непријателот е во тоа да тежнееш тој да се промени, да се измени. Преку тоа кое што ќе зрачиш кон него, би рекол со позитивни емоции, ќе се помолиш на Господ за неговото поправање и така натаму. Точно така. Значи, едноставно... Тоа е таа отворена врата што оставаме од. Така и токму тоа ми се случи. Тоа сакав да ви го кажам како завршеток на ова. Тој непријател, всушност, преку друг заеднички пријател кој е искрен и фер и така натаму, тој не спои на некој начин. Мене тој човек ми се извини и ден денеска сме во сосема нормално однесување еден со друг, значи не сме пријатели, не можеме да бидеме најдобри пријатели, меѓутоа се поздравуваме, знаеме два реда мове да сврземе, човечност. А верувајте ми дека јас низ годините сум се молела да се промени човекот. Зошто Боже не стане подобар човек, тоа сум го зборувала. Самата нормално сум се обраќала кон Бога да го промени кон подобар човек. Затоа што јас ништо не добивам ако него му се случуваат лоши работи, што имам јас од тоа? Како јас ако јас се сладам со туѓата несреќа, онда не сум јас искрена со Христа. И веројатно во таа ваша борба, внатрешна борба на соочување со него, иако сте немале вистинско физичко соочување до моментот додека не ве споиле, нели? Па за да се разберете, добро, секако, таа уметност на тој диалог е, нели, неприкосновено важна и јас секогаш им зборувам дури на верниците. Сретни се со другиот, поразговарај. Можеби ќе си заминете неразбрани, ама нема да заминете исто отколку пред да се сретнете и да се запознаете. Так. Таа ваша внатрешна борба, верувам дека сте станувале посмирени кога сте почнале да продуцирате некое интимно пријателство со, нели, вашиот непријател преку тоа што сте посакувале, нели, тој да се измени и да се смени. Исто така функционирам и наискрено имаше случај, ова се многу убаво го кажете за комуникацијата што е исклучително важна и во една врска, во еден брак, а да не зборувам во пријателствата. Бидејќи секој однос мора да се гради како една кула, како, нели, секоја една цигла има, баш така, со правиот збор, се гради една кула, се гради една куќа, или така наречена врска, или брак, или пријателство. Имав неодамно еден случај со многу блиски мои двајца другари, поради сосема трета особа, јас во момент на афект кажав некои зборови, меѓутоа не се однесува на нив двајца. Но тоа недоразбирање стига до нив. Значи тотално не сме се разбрали. Апсолутна некомуникација кој што треба, тотално погрешно сваќање да јас еден цел период се размислував каде јас погрешив, бидејќи видов промена на односот на тие двајца кон мене. И велам, што се случи? Меѓутоа, кога седнав и кога разговарав со двајцата, свативме дека ниту тие имале некој посебен однос с мене, едноставно, јас сум си сватила нешто погрешно, можеби јас сум си имала на совест, па некако, нели, погрешно се енергијата, да. И да бидам наискрена, само знам дека требаше да разговарам со него. Откако разговарав, повторно е истата љубов и енергија, не променета. Така што тука е тој момент на комуникација која недостига во 99% во пријателствата. Знаете како тоа изгледа во световни луѓе? Ние сме ајде идеме да славиме, ајде идеме кај ќе одиме за нова година. Тој се е така некако, ајде ваму, таму, онаму. Многу ретки се пријателствата што се базираат на искрен разговор и на често разговарање. Дали е тоа на телефон, дали е тоа да седнеме да пиеме кафе, за вистински да разговараме. Некоја длабочина, за длабочина. Да, повеќето се засновани на трач, на оговарање.
Па чекај да ти кажам што има таму, што има вам. Нешто што мене многу ме исцрпува. Добро се стрефиме, јас уште малку ќе узурпирам од времето, потоа топката на твојот терен ќе ја ставиме. Ме интересира, зборувавме за теолошкиот аспект, се задлабочивме малку и во социолошкиот, во психолошкиот, ама сакам сега да го конкретизираме овој психолошки аспект на пријателството, имено го спомнавте вие тоа, Елена, во една убава форма. И за мене секогаш, навистина секогаш е тоа, би рекол една девиза дека па не можеме во односите со луѓето премногу да размислуваме за дипломатија и за политика, како сега ќе ги трасираме и како ќе се однесуваме во секоја една дадена ситуација. Сега дома ќе седам, ќе размислувам, чекај треба да се сретнам со овој човек и овој или со мојот пријател, да не кажам нешто лошо и цело време нели да бидеме во грч, нели? Буквално каде е границата меѓу тоа здраво, би рекол, давање и само жртва од наша страна, нели, во однос на другиот, и уште нешто многу важно, мислам дека тука ќе се најдеш со оглед, нели, на својата интимна, лична биографија за тоа колку може пријателството или растурањето поточно на пријателството да влие врз самодовербата. Како не? Нормално дека влијае на самата личност секој еден нарушен однос. Значи, јас колку и да некој однос сум одлучила јас да го прекинам или да се оддалечам од таа личност, сепак на крајот на денот не е тоа убаво чувство. Таа е таа една кнедла која стои тука и не ти е пријатно. Особено кога ќе го погледнеш тој човек во секојдневието, ќе го видиш некаде, не знам, било каде, дали на фризер, дали на улица, некаде ќе го сретнеш тој човек, не е пријатно чувство. Особено заради тоа што како да кажам, си се дал во тој однос, си се вложил и како се чувствуваш како непочитуван доволно. Како ти едноставно, како не вредам ли јас толку за да имам јас еднакво добри другари, пријатели кон мене каква што сум јас кон нив другарка, нели? И си велиш, чекај да не јас тргам од себе секогаш да не погрешив некаде тук. Значи јас почнувам и да си разнишувам самодовербата кога ќе почнам многу да размислувам за тој тип на разидување во пријателства. Нормално и природно е да Ај малку провокативно. Дали некогаш размислувате и во тоа дали можеби јас со нешто придонесов? Знаете, ние често јас и за себе зборувам. Во тие односи се гледаме секогаш како жртвата. Дали некога... Би требало да е пообратното, да е секогаш прво проверката кај себе, каде јас грешам. Да бидам најискрена, можда е тоа до некаде добро и може би е по христијанските, да кажам, норми, да прво тргнеш да си ја побараш грешката кај себе, ќе сватиш можеби дека и ти во одредени моменти си бил, си сгрешил, си грешен, нели, во однос на тоа пријателство, меѓутоа кога тој дел ќе го завршиш, кога анализата ќе заврши и ќе сватиш дека си дал се што си можел и дека намерно не си сгрешил, тогаш секогаш за жал преминуваш на тоа што другиот сгрешил. Но ако тргнеш од себе, можеби и ќе се извиниш ако видиш некоја грешка своја. Ако тргнеш од себе, јас затоа и ви зборувам дека последната моја случка со тие двајца луѓе кои заради нездоразбирање малце ќе го нарушевме пријателството наше, баш заради тоа го дадов тој пример. Заради тоа што јас интроспективно погледнав кон себе си, се свртев и реков, добро, каде Елена сгреши? Дури разговарав со една личност на таа тема, што и да е, дали ти си сгрешила или тие, седни разговарај. Тоа беше секогаш пак се сведуваше на тоа. Но проблемот е кога тој другиот нема да погледне каде тој изгрешил. Тука е тој момент што фали во овој модерни пријателства, фали тој дел внатрешно согледнување каде ние грешиме, каде јас сгрешив. Сега јас се уште го имам тоа и затоа сметам дека сум добар пријател кон повеќето мои пријатели заради тоа што тргнувам секогаш, јас верувајте ми да ме погледнете сега на подкастов на криво, велат на криво или чудно или почувствувам некој не стандардно некакво однесување од она на кое сум навикната, веруете ми дека јас 2 дена можеби нема да спијам. Значи, зошто ме погледна така? И дури ќе преджакам, ќе проверам каде сум сгрешила, што реков, зошто јас на овој подкаст реков така, што реков, зошто да не погрешив нешто, да не навредив некого. Јас не можам да си дозволам да навредам некого, заради мене некој да чувствува болка или да се нервира или да не спие, не би дозволила, па не знам што да е. Така што јас, пак ја кажам, се враќаме на истото. Седнувам и разговарам. И се извинувам кога треба да се извинам. Многу малку луѓе се извинуваат. Па не памтам кој мене ми се извинил.
Многу малку луѓе во животот кога нешто ми сгрешили. Да, меѓутоа секој пат добро се чувствуваме кога ние први пристапуваме и први бараме прошка од другиот. Така е. Повозвишено, поубаво е чувството кога Точно така, ние пробуваш ти да го решиш тоа. И за таа себе рефлексија за која што претходно спомна ти, и за тоа кога први пристапуваме да се извиниме, тоа е дел од тој монашки начин на живот. Преге спомнавме за тоа дека во едно сестринство ние сме сите од различни семејства, Така е. од различни Градови, средини, од различни градови, различни менталитети и така натаму, меѓутоа сите живееме заедно на начинот на кој што е определено во самиот монашки чин. Она што е многу интересно во тие релации помеѓу нас е дека секој пат кога другиот реагира некако како што можеби не треба да реагира, се трудиме да го понесеме. Знаете, да помислиме дека можеби денес Елена минува низ некоја борба, за која што во моментот не е спремна да зборува, да расуди, ја тишти, ја потиснува и затоа реагира така како што реагира. Јас, како дел од таа релација, треба да го понесам ближниот. Треба да му понудам едно рамо што викаме за плачење, или онаа врата за која што претходно зборувавме со отец Бобан, да ја оставам вратата отворена. Ако другиот кој што се однесува така како што се однесува, биде причина за јас да возвратам на еден несоодветен начин, се случува кавгата. Така е. Се случува проблем. Затоа кај нас постои тоа себе испитување, тоа чекај. Како јас реагирам во односот со Елена? Како јас реагирам во односот со отец Бобан? Дали можеби јас треба да коригирам нешто кај себе, за и отец Бобан и Елена да можат да го променат односот кон мене? Или, ако не се однесува тоа на мене, да понудам една основа, една врата да оставам отворена за тогаш кога Ќе се даде моментот. За во даден момент Елена да и се отец објасни Бобан да зошто ми било пристапат и да кажат јас не реагирав соодветно, Прости ми. ти благодарам што ме што- понесе во тој момент. Мислам дека на современиве пријателства, во современиве релации, без разлика дали се партнерски, дали се другарски и така натаму, фали тој момент. Меѓутоа јас сега тука ми дојде да кажам нешто. Во таа нечија борба, кога ќе видиме дека некој денот не му е, како велиме ние, не му е денот, или ќе видиме дека проаѓа низ нешто, или реагира несоодветно, се мисли не сум направила ништо, а тој реагира некако према мене како што не е соодветствуван, или немаме ситуација, а тој некој ми се издрал или изреагирал лошо, без разлика на каква ситуација се работи. Тука мене едно ми доаѓа. Како мисла ми доаѓа колку ние треба да си го зауздаме темпераментот. Знаејќи се себе си, дека во поранешниот мој живот, да речам во младоста, кога сум била дете, кога сум имала 20 на години, колку бурно сум реагирала импулсивно, сега на ова возраст, од оваа перспектива, најискрено, пробувам да си го модификувам карактерот во секоја ситуација да можам некако соодветно да изреагирам. Таа врата што ја отвараме, сушност е малку да го скротиме својот импулсивност, својот темперамент. Оти ако јас си го покажам својот темперамент и гајле ми е како ќе реагираш ти. Ти ми се дереш, јас ти се дерам, никаде тоа не оди. Никогаш нема ние да сме на добар пат. Тоаш веќе ќе се растури приказната и толку. Ако еден однос сакаме да го сочуваме, мораме да се обликуваме и прилагодуваме. Ние ќе имаме исто таков ден. Секој Ќе прави бараме да ни се отстапки во еден прости. однос. Секако дека има отстапки, сите имаме, ние не сме ни една рамна линија во однесувањето. Сите ние сме едно луѓе сме. Нели, секој човек има едно. Јас денеска можеби од одредени причини ќе станам насмејана. Може и нема да има причина, јас едноставно насмејана сум и на сите ќе го направам денот. Меѓутоа има и такви денови во годината кога јас прво себе не се сакам од сабајле, па потоа секој што ќе ми застане велеше на мајка ми патот, станата си на две леви нозе. на две, не на една, на две. Така што многу важно и луѓето не си го скротуваат својот темперамент.
така и во другите односи, а тука сакав уште нешто да се надоврзам додека зборуваш отец Бобан. Нели и партнерството и брак и врска е и другарство. Јас едностално велам на пријатели, на блиски. Ти кога ставаш подпис за да склопиш брак, тој што те венчава вели и брачниот другар, не вика брачниот љубовник. Значи, самото тоа треба да ви каже дека и во тие односи е потребен пријател. Мене, ако мојот партнер не ми е другар, пред се, да можам се да му кажам, кој јас од него скривам, правам стратегии, како што рековте вие. Значи, ако јас стратегии правам таму, на работа стратегии, значи јас кога ќе живеам слободно и убаво. Меѓутоа, затоа тука постои разговорот и во тој сегмент, и во брачните води, и во врската, како врска, ако не разговараат двајца партнери, ако јас одам се на другарките да им кажам, интимата цела да ја споделам со другарките, а не ја споделам со партнерот, тогаш тука нема ниту безусловност, ниту има љубов, ниту е тоа искрено, ниту е тој однос. Ниту па се гради заедница. Па со цимерот подобро ќе живееш отколку со партнерот. Нема тоа да трае. Затоа не траат ни браковите, исто добра тема, заради тоа што помеѓу себе партнерите не се пред се другари, а потоа и љубовници, и татко на детето, и сопруг, и сопруга, и така натаму. Јас искрено тоа го барам пред се. Јас секогаш сум велела од толку што сум разочарана од пријателството во животот, јас барав партнерот да ми биде најдобар другар или другарка. Јас се шалам секогаш велам најдобрата другарка да ми биде партнерот, што не постои такво нешто нормално. Машко треба да ми биде другар, меѓутоа сакам да кажам дека толку ми е битно тоа и во тој однос што го ставам под број 1, а потоа сите останати работи. Што велиш да одите заедно ногти да правите? Па не мора. Добро, може на педикир заедно. Машки прават педикир. Меѓутоа, од друга страна, исто имам тој момент го споделувам дека другарството, ако постои помеѓу и дури и во бракот, ќе биде траен. Затоа што знаете како велат исто. А добро, па веги може? Може, јас го чупам. Ова сега вирално ќе стане, јас го чупам. Зависи како ќе го разбера, дали пренос не. Ќе си го разбера ту права смисло, треба мажи да се средуваат во ден. Елена, во најавата, нели ве најавивме како јавна личност, и тука има една, би рекол, социолошка димензија, општествен аспект на пријателството токму во оваа смисла. И самата го кажавте на почетокот од овој подкаст, кога рековте дека некогаш чувствувате дека некој сака или е пријател со вас заради бекграундот на таа јавност која што го носите слава. Отец Бобан, секој сака да пие кафе со Елена Истовска. Мислам са и ти биди фер и искрен, да. Сите со добра намера. Не ме гледат сите како пријател. Нели денешниот свет е свет на социјалните мрежи. Некогаш сега тоа си е нели дел од тоа. Како се соочувате со тоа? Го допуштате, едноставно го прекинувате? Кај некој ви изгледа симпатично, нели кај некој е премногу, нели недозволиво и така натаму, или колку гледате искреност кај луѓето и колку е мерлива таа искреност? Па колку е мерлива на почетокот не можеме да знаеме, нели кога ќе влезете во некоја приказна. Јас велам таа една Божја интуиција, сите што ја носиме во себе, многу често ни се покажува како вистинска. Не знам зошто, меѓутоа кога прв пат ќе видам некој, веднаш во душата, дали погледот кон очите, дали од енергијата која извира, дали самиот изглед, не знам, има некое чувство внатрешно кое што одведнаш ми кажува, дали тој човек ми се допаѓа или не ми се допаѓа, не знам врз која основа. Прв пат го гледам, зборуваме. Добро, тоа веројатно искуството го говори. Не мора да значи, бидејќи тоа е нешто од Бога. Тоа е Божја интуиција. А некој зрачи со таква енергија, едноставно, да. Сега некој многу по-замаскирано, суптилно ќе измаскира таа. Некој многу по-кротко тоа ќе го видиме кај некој. Меѓутоа, јас давам шанса. Колку и да некој на почеток ми е, да ми извините на изразов, антипатичен, јас оставам шанса да видиме дали тоа е така или можеби е само некоја првична моја перцепција. Добро, Елена, колку грешиме во тој момент? Многу често грешиме. Ова ми беше, јас го зборувам и за мене. Ова ми беше дилемата. Велите, интуицијата ми кажува, нели, тој внатрешен порив и повик кај мене, некако како да ми го дефинира тој човек веднаш. И повторно ја даваме шансата. Сега ќе ви кажам зошто. Зошто ја давам шансата, отец? Тоа е најбитно. Заради тоа што мене луѓето ме прецепираат како јавна личност, како што рековте. Значи Елена, која е на ТВ екраните, едната личност која не е многу различна од ова што вие знаете и приватно, меѓутоа сепак
си имаме сцена, имаме таму посебен код на однесување, како на сцена треба да се однесуваш, како на интервју. Се подразбира дека има некој код на однесување кога се јавна личност, меѓутоа таа вистинската Елена, приватно, додека не те запознаат, не можат ни тие самите да ја знаат. Дали таа Елена им се допаѓа. Како идеја Елена Ристовска ќе им биде интересна, меѓутоа кога ќе те запознаат, голем дел од нив сваќаат дека таа Елена која можеби им делува на моменти арогантно, можеби им делува недостижно, можеби ладна како човек делува. Кога ќе ја запознаат вистински дека јас сум само еден обичен народен човек, јас би рекла кој год да ми приде на улица, јас можам и 2 сати муабет да направам. Да се вратиме на пој, ќе скокам за него воган. Така е, ќе скокнам. Да, значи буквално кај мене и тоа не е ништо од моја страна наметливо јас сега да им докажам на луѓето која сум, каква сум, колку сум ја добра. Не. Тоа е мојата природна, тоа е мојата природа. Па и до некаде и воспитување. Од дома така ме воспитувале, кај нас дома може и тотален странец да го биде поканет да дојде и на ручек и да седи со нас да пие кафе и слично. И тоа било нормално во нашето воспитување кај мене и кај сестра. Меѓутоа, за да оставам простор да ја запознаат вистинската Елена, да видат дали јас на нив им се допаѓам, тогаш всушност јас ги прецепирам и нив какви се тие. Дали мене ми се допаѓаат. Односно, дали тоа нивно однесување може да е првата побуда Елена Ристовска, која ќе ја запознаат вистинската Елена, апсолутно нема врска со таа која што е на екраните, така и во партнерствата. Така исто, знаеш како секој дечко сака Елена Ристовска да ми биде девојка и слично. Ти ли реално не ја познаваш Елена Ристовска? Ти ја знаеш од слики, од постери, од концерти, од емисии. Ти не можеш ти да сакаш некој на основа на некаков на некаква појава, на некаква слика која ти ако ме познаваш лично, тогаш можеш да знаеш за каков човек се работи. И така што и дали може со него. Да, и затоа велам таа шанса ја давам да видат дали таа Елена што е вистинската ја познава, дали ќе ја засакаат така како што ја засакале сликата за Елена, и тука јас си давам шанса на себе. Не можам јас со предрасуди да тргнам зашто некој од старт не ми се допаѓал, зошто да не дадам шанса. Да видам дали ќе биде добар пријател, дали ќе биде добар соработник, исто така и таму имаме пријателства меѓу соработниците. Не може секој соработник да ти биде пријател, меѓутоа исто така ни пријателите не може да ви бидат соработници. Не може секој. Тука е се релативно. Различна димензија. Така што различни се тие. Ама пак ја кажам многу интересен дојам кај луѓето кога ќе ме запознаат приватно, сваќаат колку нема голема разлика од таа која што е на интервјуата или на подкастите Елена, ама повторно гледаат една поскромна, понормална верзија на мене и многу повеќе им се допаѓа таа верзија. Сестра Ефимија, јас имам едно заклучно прашање за тебе нешто. Повели отец. Навистина, еве, низ муаветов ми се наметна токму тоа прашање кое што сакам да го поставам. Нормално сите можеме да се вклучиме во одговорот на истото, а тоа е дали денес пријателството обременето со сето она со кое што може да биде обременето. Нели, спомнавме низ разговорот некаде и за димензијата на социјалните мрежи, па дали тие што ти се пријатели на Facebook, на Instagram, на вистина ти се пријатели. Јас не знам зашто ја ставиле таа категорија, така нели од тие од тие луѓе 90% веројатно не ги познаваме. Не ги познаваме нормално. Така е. Прашањето ми е во насока на тоа дали денеска пријателството вакво какво што е, модерно го опиша ти многу добра дефиниција за тоа, дали е поретко, но подлабоко, или е почесто, но поплитко? Па може би второто. Почести пријателства, не толку длабоки, врзани, не толку безусловност во љубењето на пријателот. А социјалните медиуми, искрено, најискрена да бидам, од еден аспект ми одговараат, бидејќи немаме медиуми, ги имаме социјалните медиуми, заради работата јас морам да ги имам, да ги поседувам, да објавувам, меѓутоа од друга страна јас сум многу изгрозена од тоа што се буквално има профил на одредени социјални медиуми. Тоа е како некоја анархија, на свој начин анархија, според мене. Не може секој да има, не може од најмали деца да има, значи и да има треба тоа да е толку контролирано, толку треба да има контрола врз тоа што се отвара профил. Значи тоа се голем дел лажни профили. Тоа се некои лажно прикажани животи. Исто така, тоа е просто денес кои што задираат во други животи. Така, заради тоа што јас гледам денеска таа и таа личност ставила, објавила дека јаде во најскапиот ресторан и се вози со приватен авион, купиле, не знам кој, ташна таква и таква. Значи, гледаме некој луксус кој
луѓето кои го немаат луксузот, јас колку и да сум јавна личност, кај мене нема да видите ташна која е не знам колку илјади евра и слично, колку јас и да ја поседам или да не ја поседам, тоа е во најниска, да кажам, во најнебитна работа во тоа што јас објавувам. Објавувам се што е поразлично, подуховно, поинакво од се она останато. Меѓутоа, ако ги гледам тие што објавуваат, верувате дека некош си велам, чекајте бе, овие луѓе како вака живеат, нели секој еден би си рекол, замислете како тоа изгледа погубно за некоја девојка која не може да заработи, која тоа го гледа и го посакува и вика како јас и делува тоа на самодовербата, и делува на својот, нешто се гледа не е толку згодна, секси не сваќа дека тоа се е оперирано, преправено, дека тоа ништо не е реално, дека сето тоа што е објавено ништо не е реално. Така да има вакви теми многу, за зборување имаме многу, меѓутоа пријателствата што се склопуваат преку Инстаграм, преку Фејсбук, преку сите тие социјални медиуми, секако ми личат како да се нетрајни, лажни. Не може да имам јас 5000 пријатели, да се разбереме. Да. Може да имам следбеници, секако. Меѓутоа пријатели, лошо категоризирање, лош збор на тоа место. Значи, просто едноставно не само што не се познаваме, колку ние комуницираме, колку луѓе од тие медиуми седат и само пратат и гледаат и ниту ни комуницираат, ниту пишуваат, ниту лајкаат, ниту ништо. Многу е се некако разводнето и мислам дека социјалните медиуми се тоа она што низ годините се уништи, како да социјалните медиуми ги уништија сите односи. Според мене, да можам да немам социјални медиуми, ја би била најсрекна, меѓутоа мојата потреба за да ги објавувам своите концерти, песни, она што треба да информирам јавност, јас едноставно морам да ги имам тие социјални медиуми и да. Тоа е тоа. И многу бракови, многу другарства се расипале токму заради тие социјални медиуми, заради многу полесна комуникација и достапност меѓусебна до луѓето. Нели, претходно за да добиеле број од некоја девојка или од некого од нешто, требало тешко било да се потрудиш. Да. Сега само еден клик, еден лајк, коментар, толку. Значи, многу полошо време дојде и искрено мислам дека голем проблем и за христијанството. Многу пропаднати бракови, многу пропаднати пријателства, многу нешта, многу лоши статуси гледам денеска, многу изфрустрираност на социјалните медиуми. Мислам дека е тоа многу лош проблем, па дури и за вас, кога ќе ви дојдат. Јас не знам како им помагате на таа тема, стварно не знам. Дали сте прочитале најново нешто во Турција? Лајкањето, јас ми се смеја кога извадив песна дека кога лајкаш други жени ти на Инста, мислиш тоа не е варање, не е изневерување. Ми се смеја на текстот, меѓутоа од Турција го одобрија тоа како доказ во бракоразводна постапка. Не знам дали знаете. Така што замислете кога социјалните медиуми ќе влезат во некои такви судски процеси, мене тоа ми е пресмешно, од друга страна добра, и внимание давање на друга страна. Ама на вистина, тоа често пати го гледаме, нели, и во ние рилови кои што ги гледаме дека нели кога има забелешки на тоа кога нели како да покренуваш некоја иницијатива сега, нели, што ти тука вреднуваш со твојот лајк и со твојата реакција, да, ако тој кој што ја поставил информацијата не е нешто што е за вреднување. Така, се знае на што можеме да ставиме лајк, нели, на нешто што е, нели, на убава содржина, секој би требало да стави лајк, нема врска дали е машко, женско, така. Меѓутоа нас зборуваме за и на нешто што е, нели, соодветно. Не соодветното што е лајкувано е прашалник, зошто е тоа лајкувано, точно така. Која е намерата? Така да. Што мисли сестра Ефимија, ме интересира темава, стално ги имам. Во однос на пријателствата кои што се формираат на социјалните мрежи, мислам дека нешто спомнав минатата емисија и кажав дека ние денес живееме во едно време каде што многу често си го поставуваме прашањето дали тие површни односи помеѓу луѓето се многу пострашни отколку осаменоста? Отколку тоа да останам сам? Да, тоа е многу интересно. Знаете што така си го размислувам од еден социолошки аспект, дека ние велиме дека брачната заедница, дека бракот е основна клетка на општеството, меѓутоа и тие пријателски односи се една институција која што доколку ја немаме ние,
како здрава институција, тогаш самото општество нема да биде здраво и ќе пропадне. Тоа што ќе биде едно општество наполнето со индивидуалисти кои што во своите CV-а ќе пишуваат дека се одлични тимски играчи, а уствари немаат пријатели, немаат вистински пријатели. Ете тоа така некако ме тера постојано да размислувам. Да. Зависта е многу голема причина за растурање на многу пријателства. Завист, тоа е просто неверојатно што тој има, што јас немам. Ние тука ќе напоменам и уште нешто многу важно. Никогаш не ми било потребно туѓото, у која смисла сега ќе го кажам. Ќе видам туѓа љубов, леле зошто јас не сум заљубена, или ќе видам некој има материјално нешто, леле зошто јас немам ваков автомобил или отишле некаде на патување. Никогаш точно, или биле на патување, леле јас не можам да отпатувам сега, нели. Никогаш тоа не ми било, да кажам, предизвик, ниту па ми било тема на размислување, заради тоа што јас сум секојдневно благодарна на Бога со ова што го имам. Зашто некој ни ова јас што го имам го нема. Значи секогаш ние бараме, таква е природата на човекот. Секогаш сакаме и уште и повеќе и подобро и сакаме да се надградуваме, што е и добро и лошо во исто време. Мислам, кога е во незадоволство, кога сме вечно незадоволни од тоа што го имаме, е проблем. Меѓутоа па од друга страна убаво е да сакаме да се развиваме, да растеме, да напредуваме, па да имам ова, па да го заработам тоа, па да направам ваква компанија, па да направам тоа, па ваков успех да постигнам. Тоа и двете се во природата. Само да не отиде во негативна. Тоа навистина потребно на крајот на криштата. На крајот на криштата, особено кога е материјалното, реално не ни е толку потребно колку што ние сакаме да имаме. Очите и бараме. Сакаат. Очите сакаат, да, колку суштински ни треба, е така. Пак ќе кажам, ако човек е благодарен секојдневно, ако си ја кажува она благодарна молитва, мислам дека многу тешко да го посака да има завист кон нешто туѓо. Така што многу пријателства се растурени ради таа завист и она што го кажа за саменоста, тоа е точно нешто не може да има. Многу луѓе се плашат да не останат без пријатели, па само така ги одржуваат односите колку чисто само колку па дете да имам некој. Но дали е тоа така? Но денес ја има и она појава која што е спротивност на овој концепт, а тоа е дека не поставува или воспоставува пријателства за да не биде повреден. А па и тоа не е добро. Не, секоја крајност не е добра. Не е крајноста добра. Не можеме сами ништо на овој свет. Збор за исплашени личности кои што предвидуваат некаков неуспех така, и се затвара живење постојано во политичко мерење на нештата, во некакво си политиканство. Ама од друга страна имате и со тие лоши искуства, вие не треба да се затворите скроз, мислам, да не пуштате никој, меѓутоа ќе си ги бирате луѓето, ќе си го намалите кругот во квалитет, ама не во квантитет. Јас познаници имам многу, безброј. Јас соседи колку имам што ги познавам, кои ми се драги, со кои ќе направам муабет и се, меѓутоа тие не ми се најдобри другари и другарки. Проблемот е пријатели ние сите имаме. Меѓутоа колку ги имаме во тешкото, колку ги имаме во тоа кога ние сме на некаков пиедестал, во некаков успех. Тука исто имаме проблем. Затоа велам јас многу малку се оние вистинските кои љубат длабоко, кои што се тука и во лошо и во добро. И кои што всушност ни се најпотребни. Не ни требаат, вистина не ни требаат 20 пријатели, 50 пријатели. Кога сум била дете, кога сум имала 15-16 години, тоа било за мене перфекционизам. Јас имам пријатели, јас сум богат. Точно. Во тие фази, во тие години ни требаат пријателите да излегуваме, да се дружиме. Меѓутоа како стариеме, како доаѓаме до една предизвиците се други. Така доаѓаме. До тоа дека ни се имаме толку многу слободно време отколку за ние да можеме да ги да се дружиме, да ги одржуваме цврсти тие 20 пријателски врски кои што ги имаме. Така е. Добро, сега јас дели да не бидам сватен погрешно, но некако се потврдува она кога си во женско друштво, муаветот не застанува. Ќе бидеш сватен секако. Да. Дели тоа го велат, не знам, ајде ќе кажам, маживе изгледа љубат да слушаат, а жениве да зборуваат. Добро, ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека направивме квалитетен муабет и дека допревме теми кои што ве засегаат и вас и ви дадовме одговори на многу нешта. Јас само би заклучил тоа дека не треба да се лажеме и треба секогаш да не води таа мисла дека пријателството не секогаш не наградува, но секогаш не обликува. Многу важно нешто, дека понекогаш не учи на радост, друг пат за жал не учи на болка,
но најчесто не учи на вистината за нас самите и на вистината за оној другиот, за оној со кого стапуваме во некаква заедница, а пријателството е, би рекол, врв на некаков облик на заедница. Сакам да го нагласам и тоа е дека да љубиш и да простуваш и кога си повредуван не е слабост, туку напротив е едно многу големо сведоштво за твојата внатрешна слобода и за твојот внатрешен потенцијал. Но и од друга страна да поставиш граници за тоа до кога или колку љубиш е пак показател за една внатрешна зрелост, за едно внатрешно умење. Би заклучил дека смислата на пријателството е не во тоа колку ќе добиеме, колку пријатели ќе имаме, туку да останеме верни и на себе и на оние кои што не повредуваат, да останеме верни на тие кои што не повредуваат, дури кога тие не се со нас, значи, затоа што на тој начин ќе останеме верни кон себе и на својот однос кон Бога. Ви благодарам уште еднаш што бевте со нас, до следното слушање или подобро гледање. Се гледаме.